Добра вечер, почитувани гледачи, следите уште една анализа на телевизија 24. Во македонската политика најчесто работите се одвиваат според принципот да се биде или не, па така сега земјава е во еден своевиден политички грч околу тоа дали ќе се добие датум за преговори со Европската Унија во јуни или не, а добивањето или недобивањето на тој датум повеќе од известно е дека ќе ги мапира случувањата на македонската политичка сцена во наредниот период. Ова е една од главниот повод за кој ќе зборуваме вечерва, од кој произлегуваат другите теми кои се разбира поврзани со политиката, со политичките партии и со она што се случува во општеството. Наши вечерашни гости се Сотир Костов и Благој Чатанасовски, политички аналитичани. Добро вечер на двајцата. Добро вечер. Костов, председателските избори завршија така како што завршија, Стево Пендаровски е нов председател, но изборните резултати исцртаа една интересна анализа на состојбите во однос на колку гласови добија партиите, како се одвиваше целиот процес. Кажете ми, како сега според вас се позиционирани, еве да не речеме власт и опозицијата, туку двете главни партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, во однос на евентуални предвремени или редовни парламентарни избори? Ајде те насмеам. Значи, СДСМ и коалицијата е позиционирана на власт, ВМРО и коалицијата во опозиција. Видете, јас сум познат дека не споредувам баби и жаби, кога се во прашање изборите, и секогаш правам споредби председателски со председателски поранешни, локални со локални, парламентарни со парламентарни и само по исклучок некој пат правам некои заклучоци влечам. Видите, мислам дека после многу бука, халабука да не кажам, имавме едни добри, слободни, демократски, честни избори. Има некои мали исклучоци, ама тие се сепак мислам изолирани и локализирани. Има таму некое семејно гласање, има таму групно гласање. Денес ми кажаа уноваци бележиле кој како гласал, па после им се светили или им се заканувале, ама тоа е локализирано. Изборите завршија, резултатите ги имаме, за разлика од првиот круг имаме само еден победник сега, што после првиот круг рекоа и овие победници и овие, се знае Стево Пендаровски е председател, него му е честито, нека биде успешен во обавувањето на функцијата. И сега мислам дека поголемото бреме доаѓа на власта, бидејќи власта некако како да избрза, разочарана од резултатите или беше вешта глума, се фати за метла. Метла ќе метела во својот двор наводно. Не знам, метлата е за мене лоша алатка, кога ќе ја ставам во контекст со луѓево. Мислам на луѓево, не можеме да кажеме дека треба да ги метеме, тоа се луѓе со интегритет, со дигнитет, со способности или не ги извршуваат добро задачите и така натаму. Јас сум заговорник да се менува системот, а претходно да го смениме менталитетот, да не речам карактерот, навиките на нас. Сега, веројатно е касно за тоа, 2,5 години отидоа во неповрат. Заев даде се на меѓународен план, го смени името, му ветија датум. Јас сум еден од ретките што верувам дека ќе добиеме датум. Ја не му верувам, на Шекеринска верувам и на Бујар Османи. Иако ова стратегија вече ја зедов во колата со мене на французите, друго зборува. Не става во кош регионален балкански. Зошто? Испорачавме, ни бара да промениме име. Дадовме. Сега велат не сме спроведили реформи и пазите ни го праќаат еден јак играч американски Хојти кој го подзаборавивме. Ја играв мајтап со него, буквално немој да ме сватиш, ама 46-тиот заменик на 25-тиот помошник на државен министер, ама ви се што и кажува, не само на Македонија, и кажува на ЕУ. Вика, балканските земји глумат дека прават реформа, а ЕУ као мижи него гледа тоа, а знае дека не се направени реформите. Ако ова го следам, ова е кажано негде при крајот на прошлиот месец, ако јас ова го анализирам, нам не ни се пишува добро. И ја веќе гледам зошто не ставаат во кошот со Албанија, па не ле бевме ние, како рече премиерот, дека Европа треба наш да не слави, бидејќи сме одиле напред, и сега одеднаш
почнува старата приказка за балканска регионализација, што не е и така лоша. Така власта ја позиционира. Опозицијата, видите, за опозицијата е многу интересно. Има еден израз во еден филм со Арнолд Шварценегер, кој вели таа култна изрека I'll be back, јас се вратив. Или некој велат ќе се вратам и така натаму. Лично мислам, прогонуваната ВМРО, осудуваната ВМРО, терористичката ВМРО, некои работи се под наводници, знаете, ВМРО распарчена, ВМРО расцепкана, секој ден во судишта, во судови, во судски сали, понижувана и така натаму, се врати. Дали е тоа доволно или не, во случајот на председателски избори се покажа недоволно. За мене, сега ќе зборам како стратег за изборни кампањи, човек што написал 6 книги, што икс пати бил шеф на кампања, советник на кампања, победник, губитник, све имам у моето CV. Предноста, иако водеше власта со 4000 и нешто, па се намали со прегласувањето на 3 и така натаму 1000 гласа, психолошката предност што ВМРО и кандидатот, почитуваната професорка Силјановска ја има, не ја искористија. Зборувате за првиот круг. За првиот круг. Изгубија вториот круг. Зошто не ја искористија? Мојот одговор е само еден збор, ако вечерва ни дадите простор, тоа ќе го анализирам. Отсуство на стратегија. Некој немаше вистинска стратегија за настап на председателски избори. Само да докажам, прекрасен кандидат, невидена риторика, добар говорник, кандидат кој не навредуваше, кандидат кој во постави односи коректни и со Стево Пендаровски и со почитуваниот река, кандидатот им изгуби. Треба малку да се замислат зошто. Ете моите позиционирања, така се на опозицијата и на власт. Ќе позборуваме за тоа. Атанасовски, во право ли е ВМРО да помине кога вели сега да се одржат предвремени парламентарни избори, ќе победиме и тоа убедливо? Па, интересна е реториката на сите политички чинители и политички партии во постизборниот период, односно од кога финализира председателските избори. Од една страна легитимен и легален и формално правен председател веќе на Република Македонија е господинот Стево Пендаровски, позади него застана 31 политичка партија, застана политички партии од етничките албанци, пред се ДУИ како главен стожер во коалицијата на СДСМ, и од таа гледна точка СДСМ вели ние победивме на изборите. Од друга страна, ВМРО ДПМН нејзиниот лидер господинот Христијан Мицковски, па дури и кандидатката која беше председателски кандидат професорката Силјановска Давкова, искаже јавно дека таа се чувствува како морален победник на овие избори. Од друга страна, ДУИ како политичка партија која даде поддршка за господинот Стево Пендаровски, исто така објаснува дека таа се чувствува како победник во така наречениот етнички албански блок, испорачувајќи 130.000 гласови. Партиите кои го поддржаа кандидатот Блер им река, Алијанса и БСН Билолка сам исто така вела дека се победници, така што тоа веројатно риторика и еден дискурс за едно позиционирање за евентуални предвремени или редовни парламентарни избори. Ние не знаеме, може ќе се случат и на есен предвремени парламентарни избори, се со цел да се зголеми една психолошка предност кај сите тие политички чинители кои учествувале на овие председателски избори. Како што кажа и соговорникот, резултатите кажуваат дека опозицијската партија ВМРО ДПМН победила во најголем број на скопските општини, победила во голем дел на општините во Источна Македонија, во Централна и Јужна Македонија, но не треба да се прави споредба, како што напоменавте и вие, на председателски со парламентарни, председателски со локални избори, односно треба компатибилно да се споредуваат резултати од председателски со председателски минати избори, локални со локални, парламентарни со парламентарни, од проста причина што излезноста, компаративно ако погледнеме наназад во изминативе 27 години, секогаш е најмала на председателските избори. Голема излезност се случува за време на парламентарните избори, додека на локалните избори имаме специфична ситуација во која во секоја општина во Република Македонија, во зависност од постоечките политички конјунктури и позиции на терен,
луѓето различно се мотивираат да излезат да гласаат. Само би напоменал, се случи интересен изборен резултат во општините Охрид и во Ново село, па дури и во Дебар. Кандидатите за градоначалници од редовите на Социјалдемократскиот сојуз победија во тие општини, нели на предвремените локални избори, додека пак кандидатката на опозицијата на претседателските избори победи во Охрид и во Ново таму село. се случи интересен резултат. Исто така се случи и во Дебар, да на претседателските избори победи во првиот круг, односно најмногу гласови освои кандидатот Блери Мрека поддржан од Елијанса, а градоначалник стана кандидатот од редовите на ДУИ. Од друга страна, ние не знаеме како ќе се позиционираат политичките партии визави нови евентуални предвремени парламентарни избори, какви коалиции ќе се случат, дали може ќе има некоја предвремена коалиција меѓу условно кажано македонска политичка партија и албанска политичка партија. Не знаеме каков блок ќе се создаде помеѓу коалицијски партнери. Тоа ми е едно од прашањата, ќе позборуваме малце за тоа. Тоа заслужува посебно прашање, но сакам да ја прашам пред тоа за друго, ова што го спомна Атанасовски во однос на тоа дека ВМРО ДПМН победи најмногу во општините во Источна Македонија, што е факт, па и во Јужна и така. И они тоа го и Силјановска Давкова го потенцираше тоа подоцна во јавните настапи, дека она победила кај македонците, условно кажам, кај етничките македонци. Не знам дали така рече. Гледајќи го тоа не сум сигурен дека така рече. Мицковски не го кажа тоа директно, но суптилно цело време го провлекува во својот наратив. Тоа е така, ние гледаме дека е така, тоа е факт, тоа мислам не може да се побие, но мислите ли дека на начинот на кој се обидуваме да го градиме општеството, дека е коректно или дека е легитимно да се настапува на таков начин, да се потенцира на етничката припадност на гласачите и така натаму? Ама затоа ви реков, не сум сигурен дека професорката така рече, бидејќи видите да ви кажам, од 91 ги пратам изборите, и теорија и пракса, се согласувам со мојот драг соговорник, само едно не, дека секој пат на претседателските е најмала излезеноста. Не е точно. Председател кога го биравме Киро Глигоров, па Трајковски, си има излезеност. Не го варира. Во просек е најмала излезеност. Надолна линија има од Киро Глигоров до Стево Кандаровски. Како одиме понаваму, се е надолна линија, и локалните и претседателските. Тоа е патија. Видите, тоа е некоректно. Ама ја вака би ти вратил сеат. Па дали е коректно сега не седнат во фотелјата, Пендаровски фактури му испорачуваат, а за кој зборуваше во една коректна форма нашиот соговорник вечерва. Ние испорачавме толку. Ја веднаш ќе ве прашам вас двојцата, се надевам нема да ми замерите, кој ги избра 130.000 гласови на Дуги? Добро, не сум сигурен. Артан Груби, мојата математика друго кажува. Артан Груби, се извинувам само да кажам, Артан Груби рече ние ништо не испорачуваме, ништо бараме, он е наш кандидат. Артан Груби е феномен кој треба да се посматра, ама мислам тоа во друга прилика ќе го правиме. И значи мојата теза е во право си, некоректен е дискурсот, не треба во таков контекст да поставуваме. И јас затоа напишав една колумна меѓу двата града, меѓу двата изборна круга, кога реков вордингот треба да е во благо водство е тој и тој, а веднаш потоа следува вториот кандидат, третиот, а на крајот единствен победник е Стево Пендаровски, другиот кандидат изгуби, а третиот кандидат отпадна во првиот круг. Сега, кој гласа? Граѓаните на Република Македонија. Кога некој сака да мапира, а тоа се стратезите, а зашто реков, стратезите на јаутна кампањата. Кандидатите за мене добро, јас сум гениално, ја знаете како, јас сум воодушевен од река. Од сите тројца кандидати, јас сум воодушевен како се однесува штабовите, кај мене не поминаа со она црна кампања, ама знаете како сега, еден ќе ги тера добрите работи, едниот е добрицата, другиот е лошкото. Но, има нешто што се вика стратег на кампања. Има нешто што се вика стратешко размислување. Има нешто што се вика главен советник на кампања. За мене тие ги изгубија изборите, кај едните во првиот круг, кај другите во вториот круг, и тие ни прават такви поделби. Само да се надоврзам, да прекинам, се извинувам. Интересна реторика имаше во првиот круг, и политички аналитичари дури иронично тоа го коментира. Во првиот круг на претседателските избори, условно кажано, кај етничките македонци победи
Гордана Силјановска, кај етничките албанци победи Блерин река, а најголем резултат, односно посвоени гласови имаше Стево Пендаровски. Значи ние од старт треба во општество 27 години кое претендира да стане полноправна членка на НАТО и во Европска унија, тотално да напуштиме таа реторика и тој националистички дискурс на поделба на етнички блокови, пред се македонски и албански етнички блок. Како што споменавте и вие, 130.000 гласа испорачале дуи на кандидатот Стево Пендаровски. Не, ја не го реков. Не, Артан Груби тоа го кажа. Не, што напоменавте. Сакам да напоменам само дуи на последните локални и парламентарни избори имаше 89.000 гласа, а сега на председателските избори испорачале 130.000 гласа. Сега нешто да кажам. Само да ја завршам мислата. Значи јас и во мое кратко интервју за порталот Фактор на исто во ова прашање одговорив со парафразирање на Facebook статус на поранешниот министер за финансии Джевдат Хајредини, господинот Джевдат Хајредини, кој напиша Facebook статус, ме прашува еден пријател албанец како да гласам за Стево Пендаровски, а мојот глас да не биде вброен во тие 150.000 гласа на Дуј. Тоа го кажува луцидно и иронично. Ако Дуј смета дека има 130.000 гласа, Дуј би била прва политичка партија што би притискала за организирање на предвремени парламентарни избори за да си го реобнови легитимитетот кај незиното гласачко тело, а напротив Дуј е таа политичка партија која упорно избегнува да има предвремени парламентарни избори и кажува дека во моментов на Македонија не и требаат предвремени парламентарни избори, дека и треба од почнување на преговори за членство. Не само тоа, туку они избегнаа и да имаат собствен кандидат. Така е, зашто веројатно тоа е прашање за размислување. Не е за размислување, многу логично е, затоа што ако има собствен политички кандидат, веројатно ќе освои помалку гласови од кандидатот на опозицијата Блерин Река кој освои 80.000 гласа. Господинот Груби е интересен феномен и во позитивна смисла и во негативна. Ја не знам како не се срами млад човек, треба малку срам да има, да кажува дека река историски најслаб резултат. Не е точно. Историски трет по вредност. Значи има не ме враќам, не Джип и овие другите има 153, 147 Селмани и тоа е трет, а има под него 6-7 други албанци. Значи неточно. Јас зборував за нешто друго, за стратегијата, ама сега ќе ви ја применам на Дуи. Каде се гласовите на Дуи во првиот круг? Еве стратегија. На овие избори, и сега, јас сум реален човек, стратегија имаше само Дуи. Дали Дуи вреди или не вреди? Вечер или некој друг, во друга прилика ќе дискутираме. Има гениална стратегија. Ги подигна влоговите. Прво, не истакна свој кандидат, што не е добро, ама било прорачунато. Второ, ги немаше во првиот круг, дефокусираа со реисот, те избраниот, те судскиот, те овој, те онај. И затоа разликата беше 5.000, да. Вториот круг, ко се види дека власта, ама фактички ќе губи во втор круг. Ете ти го Дуи. Па видите, господа, јас сум малку повозрасен од вас, тоа е стратегија. Тоа е стратешко размислување. И сега, многу јасно, јас воденица, водата на мојата воденица ќе се јас ќе ви речам, господине, мојот удел во вашата победа е олку и олку. За жал, што не е коректно. Мора да се согласиме со изјавата на Артан Груби кој пиша Facebook статус и кој каже Дуи избра председател на собрание, Дуи избра премиер и Дуи избра председател на државата. Сега ние може да дебатираме и да не негираме, ма Дуи е тасната. Каде се сега граѓаните? Граѓаните го избраа. Како граѓаните од Кочани, така граѓаните од Тетово. Како граѓаните од Гевгелија, така граѓаните од Густива. Да. Добро, дали мислите дека гледајќи ги бројките, значи вие двајцата се согласувате дека не треба да се споредуваат председателски со парламентарни во ред. По исклучоци. Но еве да речеме дека овие избори се некаков показател на расположението на гласачите. Да. Мислите ли дека, и пак ќе кажам, доколку се одземат условно кажано албанските гласови во вториот круг, разликата на страна на ВМРО ДПМН ќе биде веројатно 5-60.000 гласа, не знам колку сега со овие резултати зборувам. Ако ги видиме само двата блока. 66.000 ја имам израчунато, 68.000 гласа е разликата на Стево Пендаровски во општините со албанско население. Во ред, да ги извадим. А реалната разлика е 57 или 58.000. Да. Еве ја таа 10.000. Зборувам да ги извадиме гласачите кои би гласале за албанските партии, ако настапат парламентарни избори, нели? Нормално дека би гласале за албанските партии. Дека според овие резултати веројатно дека ВМРО ДПМН би имало предност. И сега прашањето ми е. Ама тоа е прашањето ми е.
Дали мислите дека можеби власта, дали мислите дека СДСМ ќе го бара спасот во повторна предизборна коалиција со ДОИ, така прв пат да настапат и на парламентарни избори? Дали мислите дека таму ќе бараат решение? Вие сега, не ви сакал да личам како после... И тоа би го, значи повторно би настапиле со тоа дека ева ова е прв пат во историјата на државата, заедничка коалиција, нели, со живот и така натаму. Видете, тоа е криење. Тоа е ставање перде и пуштање магла. Видите ви кажам, сега од ова заклучоци кога ќе влечиме, од овие и вакви резултати и бројки, едно да си кажеме. Власт со промената на името. Власта со договорот од Немици. Власта со непочитувањето на резултатите од референдумот од 30 септември. Власта со асиметричните договор со Бугарија за соработка е во надолна линија. И ова не мора да ми го признаете. Власта која 2,5 години не испорача реформи во вистинска смисла на зборот. Власта е, ќе повторам, во надолна линија. Опозицијата, за која признава... Се извинувам, само едно подпрашање, бидејќи ќе кажам дека се согласувам со вашата констатација, но фали уште една категорија, не знам дали намерно е застанувате ли? Дали борбата со криминалот на бившата власт, амнестиите, договорите, под маса... За утре завали сум спремен да зборувам. Селективноста, немањето правда, не само селективност. Тоа ми е под реформи. Видете, сега дали е некоректно, ќе прекинам, за да ти одговорам. Па, дали е реформа судското тело да го води премиерот до вчера, а еминентни кривичари или правници, професори да му избегат од тоа? Па тоа не е реформа. Каде е тука реформата? Кој реформски закон е донесен? Дали е реформа? Сега ќе одам многу, јас сум познат по тоа дека одам конкретно, ама фактите се на моја страна. Дали е реформа кацарска, која се уште не ја напишала пресудата, 2 пати излегува, во јавност 2 пати спинува во една друга телевизија и кога ја прашуваат за едни луѓе вика, они мене ми се фамилија. И после таа фамилија од притвор ја пуштаат. Па кого она ми се представува као судија независен и дури јавува никој не и влијаел. Сакам да ви кажам нешто. Јас сум произлезен од таа фела. Не постои судија обвинител на кого не му е ургирано. Не постои. Секој доаѓа на баци рака, но твое е да процениш, да се издигнеш на ситуацијата и да кажеш дека одолеав и не ги прифатив ургенциите. И сега да ти кажам. Значи ти си сосема во право. Ја не сум го заборавал, ама мислам под поширока капа на реформи да го ставам тоа. А не можеш ти за 27 април. Не можеш да донесеш најсрамна селективна амнестија и вака, после X месеци, пак кажува некој од парламентарците, вели, ние не донесовме, ние му дадовме на судот да одлучува. Не може судот да одлучува. Судот одлучува кога носи пресуди, кога носи решенија. Апропо на ова, само да се надоврзам. Тоа што зборите под селективна правда и СДСМ, односно зошто, ако се погледне аналитички, Социјалдемократскиот сојуз од парламентарните и локалните избори до претседателските избори, изземајќи ги гласовите од коалицијските партнери од етничките албанци, има негде загуба од околу над 100.000 гласа, околу 100.000 гласа. Најголемото разочарување кај граѓаните е во однос на селективната правда, односно селективна правда е неправда, односно тие преговори кои се случува за придобивање на потребното уставно мнозинство за изгласување нели на договорот од Преспа, понатаму дел осудени за 27 април, дел не. Значи граѓаните кои ја дадоа својата целосна поддршка на Социјалдемократскиот сојуз под паролата нема правда, нема мир, се разочарани од тој аспект. Од друг аспект се разочарани ради непотизам, ради некои инкриминирани дејанија и не испорачување на резултати. Сега СДСМ се наоѓа во ситуација кога после 2-2,5 години власта е концентрирана во да речеме во рацете на премиерот и во таа политичка партија и таа политичка коалиција, локално, централно ниво, дури и председател. Значи, редно е Социјалдемократскиот сојуз да се зафати со решавање на економски, да речеме, проблеми, подигнување на животен стандард, создавање на независно судство или тие реформи кои треба да се испорачаат во судско-обвинителскиот
систем каде што граѓаните ќе веруваат дека како граѓани без разлика за кој спор ќе отидат да се го решат на суд, ќе имаат правично судење. Сакам да кажам, после овие 2 години тој пробив кој го направи премиерот Зоран Заев во надворешната политика, тоа Никола Димитров, министерот за надворешни работи, го рече пресврт. За некој тоа е добро, за некој лошо. Нормално има граѓани кои се согласуваат со постигнувањето на договорите од Нивици и со договорот за добрососедство со Бугарија. Легитимно и граѓани да не се сложуваат со тие договори, но таа енергија која беше насочена од страна на предсе премиерот Зоран Заев, министерот за надворешни работи Никола Димитров и целата екипа од првенци во владата, треба сега таа енергија да се насочи со решавање на суштинските, реални, горливи проблеми кои ги засегаат сите граѓани без разлика од нивната партиска, етничка, религиска или било каква припадност. Без разлика дали сте ви албанец, македонец, ром, без разлика дали сте симпатизер на една или друга политичка партија од религиска провиниенција, сите граѓани имаат исти проблеми во оваа држава, голема невработеност, нисок животен стандард и мислам дека секој граѓанин без разлика за која политичка опција да гласа, има огромен дел на граѓаните кои гласали за едната политичка опција и за другата, првенствено очекуваат пред се реални опипливи резултати, а не да се збори само со демагошки фрази влез во НАТО и во Европска унија. Точно, влезот во НАТО пред се значи политичка стабилизација, значи безбедносен чадор за Република Македонија, конечно да се тргнат тие некои темни облаци, да ги речам, кои надвисуваат во изминативе 27 години, дека Македонија етнички ќе се подели. Членството во Европска унија од друга страна е економско напредување за секоја земја членка, ако се погледне земите членки кои се од Источна Европа, кои станале полноправни земји членки на Европска унија, од Бугарија и Романија, да речеме, од Источниот блок, најголемиот напредок економски пред се, реформски во администрацијата и културолошки го постигнале во периодот на преговарање со Европската унија, односно моментот кој ние се уште го чекаме да ни се соопшти за 2 недели дали ќе добиеме конечно датум за отпочнување на преговорите. Сега, како што напомена и соговорникот, кога ќе го почнеме тој датум на преговарање за полноправно членство во Европската унија, ние ќе треба како држава, како општество, како институции, како администрација да покажеме реални суштински реформи, а не да се покажат точни зборовите кои се апсолутно точни според мене на високиот американски дипломат Хојти, кој рече дека лидерите на Западен Балкан, вклучително и веројатно и нашиот лидер и нашата држава и општество, тоа се 6 држави од Западен Балкан кои претендираат да станат членка на Европската унија, само глумат реформи. Значи тоа е истурење на ладна кофа врз напорите на Европската унија. Само 2 збора ќе кажам. Само да довршиме. Сега ние во пресред на евроизборите, кои треба да се случат нели за 10 дена, имаме ретерирање пред се од француската администрација, односно да речем францускиот председател и водство, во однос на давање на датум за преговори на Македонија и на Албанија, веројатно од личен интерес да се позиционира неговата политичка партија визави евроизборите, каде што по сите анкети јас гледам и читам дека она антимигрантска, да речеме националистички или не знам, антиевропска партија на Марин Ле Пен води на анкетите. Сега тука треба да се земе обзир и тоа дека секоја држава во Европска унија има различни внатрешни проблеми. Во самата Европска унија имате лидери како Орбан, како Салвини, кои едноставно може не се против Европската унија како такво наднационално тело, но се против начинот на кој функционира Европската унија, бирократијата која владее во самата Европска унија и во тие бирократски тела. Значи, Европската унија е еден сложен систем кој во моментов си има своји внатрешни проблеми, а ние едноставно се надеваме дека што и да направиме, ќе го добиеме заслужениот датум за преговори. Да. За жал испадна дека само решавањето на проблемот со името кој ни велеа дека е најголем проблем, не испадна единствена само пречка. како една мала реплика на почитуваниот соговорник. Сето ова што го кажа, јас се согласувам со него, ама ја вака би го дефинирал. Тоа е лошо владење. И еве го примерот. Значи, еве го примерот. Иако желбата е присутна сега во преговорите да сме пркнале, не иде баш така. Еве го примерот. И во вашиот медиум, а и вчера на еден друг медиум, една многу јака екипа културолошка, 2-3 пати јас гледам, како објаснуваат што ни се случува во културата, а тоа се
луѓето, да не ги кажувам по имене, што ја напишаа стратегијата за културата, развој на Македонија, а која не се спроведува. Еве го одговорот. Значи, пазете, министер, ова е втор, имавме еден, па втор министер. Овие луѓето кукаат. Јас со сите нив не согледам, има таму еден што многу врега во своите колумни, ама е стручњак по култура човекот. И кажува, еве стратегијата ова промена, еве ова, еве она, мање више ги ја знам работава во културава, јас се согласувам с таа стратегија. Зошто не ја спроведуваат? 2,5 години, колега, 2,5 години е поминута, стратегијата не е влезена во реализирање, а ваму средства се трошат, знаеш како? Како од джеп или од ракав. Само сакав да кажам пример за лошо владење. Не треба да бегаме од таа дефиниција. Тоа е најголемиот проблем во оваа држава, каде што нас странците ни велат ви имате закони, да речеме одлични, ги усвојувате со европско знаменце, имплементирате европски закони, но само на хартија. Кога ќе дојде процес на имплементација на закон во практика, се соочуваме ние, како да кажам, свесно или несвесно, со одбивање на прифаќање на тие европски. Свеста. Ајде вака, Јоханес Хан тоа го кажа. Ајде, Вика, вие треба да Така ја работите почнав на емисијата, да менуваме свеста и менталитет. промена на менталитета членство. Ајде да додеме со еден поконкретен пример. Значи зборуваме за реформи, зборуваме за метлата фамозна, која ја денеска кажа премиерот Заев дека таа ќе се случи на почетокот на јуни. Некаква реконструкција на влада, премиерот најави именувања и на министри, и на пониски ешалони на власта, промени во СДСМ најави. Дали ќе биде доволно, ќе видиме, но еве како не личи почетокот на тој процес кога во меѓувреме ни се случува нова афера, таа е со претендикот Павле Богоевски. Господинот Богоевски вели дека не нарачувал, како што го обвинија кокаин, туку нарачувал марихуана за помош на болно лице, но сепак слушнавме што слушнавме, од прилика, значи секој може да расуди по свое расудување што чул, што мисли дека е тоа. Одговорноста повторно ја нема. Како величи сега почетокот на метлата? Еве, не почната метла. Добро, ова е некаде моја област. Лака да ви кажам. Ќе ви изненадам. Дјаволот доаѓа по своето. Сега ќе ви кажам. Пратеник. Без разлика, нема да го навреду. Јас сакам се сретам со него јавно на една дискусија, тогаш ќе ја отворам душата малку повеќе, сега принципиелно ќе разговарам. Ја нема ни да му го коментирам разговорот, бидејќи јас сум еден од заговорниците кој реков ќе жалиме што ќе осудуваме луѓе со незаконски снимани разговори и неовластено објавени. Еве му се враќа бумеранг. Најгласен беше, му рече на Бетмен, че си лежете ти, Борис и екипата. Ами што правиме сега? Пратеник. Прво, сега не сакам да судам, прво од морални причини, треба на Заев да понуди оставка. Пратеник се знае како доаѓа следниот и така натаму. Очигледно нема намера тоа да го прави. Исхитрено оди во полиција. Грешка. Се јавува мојот почитуван колега Тортевски. Греши во советот. Да беше мој клиент, ќе му кажев да каже јагне, свинче, полоона. Не е точно. И тоа е неморал. И тоа е неморал. Значи, што сакам да ви кажам? Треба прво да имаме морален лик и ја овде само ќе се повикам на моралниот кодекс од проектот Жан Моне. Сотир Костов е пратеник. Сотир Костов се вози дозволил да го снима, прво дозволил да прави тоа што прави, да го снимат во такси, како што вели тој, дека нарачува наркотични средства. Ма не смееш ти веќе да влезеш во собрание. Ма како ти ликот го кашкаш, ти немаш образ веќе да влезеш. Дали е кривично дело, а ја ќе ви кажам 216 од КЗ на РМ, дали треба да одговара, тоа е постапка, не осудувам ја како некои други, во некои други студии што однапред осудуваа луѓе, дури ни на база на индици, него само на рекла казала. Не, Павле заслужува еден коректен однос, бидејќи е пратеник, ама и ние заслужуваме да ние Кочански велиме мота. Знаете зашто? За девојка му даваше едни образложенија. Значи, он бил во право, не бил во право, тие што откриле аферава. Ами сега, он знаел кој му го правил тоа. Па не дозволувај, колега, да ти направат. Ако си пратеник, па не дозволувај да ти направат ваква афера. Противникот твој многу јасно ќе сака да те оцрни. И едно да се разбереме.
Ова некој ќе рече дека е приземно, ама не е. Боле, ама така е. Не можеш ти влада, не можеш ти парламент да правиш со шарени револуционери од улица, пази кој? Кој по институциите ги скрнавеа, а до вчера се представуваат дека се они институциите. Не. Затоа завршувам со првата реченица. Ѓаволот доаѓа по своето. И ќе видиме што ќе се случи. Да. За Богоевски? Што мислите како се случува целата постапка? Требаше ли поинаку да постапи или мислите дека тоа што го кажа е доволно? Во ситуација во кога имате хистеризирана јавност, би рекол со право, најпаметно според мене, сега јас не знам, нормално не сум на негово место, најдобро би било да молчи, барем неколку дена, отколку да дава, да речам, паушални објаснувања со кои уште толку стана неубедлив кон јавност. Би направил една друга мала дигресија и паралела со случајот со Диме Спасов, онаа собраќајка пред Агенција за катастар, па проба нели да се извада дека го бркале албанци од Серава, да го направат жртва. Значи во ситуација кога вие гледате дека метафорички кажано ви ја бараат главата вас, а таа е таа, да речеме, граѓанска јавност на социјалните мрежи или на медиумите, подобро е да се извините, да ја признаете грешката и најверојатно во нормална држава да понудите оставка од функцијата пратеник во собранието, каде што ги представувате, вие сте директен репрезент на граѓаните. Од друга страна, исто така морам да напоменам дека малку ми пречи и лицемерието на таа хистеризирана јавност во ситуација кога, да бидеме реални и честни пред граѓаните, точно е дека употребата на психотропни супстанци, да речам дрога, марихуана, кокаин во оваа држава е забрането, не е легализирано. Ние имаме јавност, да речеме, некоја критичка настроена граѓански здруженија кои се борат за легализација, пред се како што истакна пратеникот Богоевски дека нарачувал масло од канабис за свој близок болен. Имаме многу луѓе кои бараат легализација на употреба на тоа масло од канабис. Тоа е легализирано, веќе се продава во аптека. За во аптека, да, не, сакам да кажам во смисла во државава пред недела дена се случи една акција со која се разби еден наркоклан, дилерски клан, каде што по дадените информации во јавноста, конзументи и клиенти на тој наркоклан биле, како кажа, бизнисмени од бизнис, политичката, адвокатската, менаџерската, судската елита. И вие сега ако влезете во, да кажам, некоја поелитна дискотека во Скопје или во некој поелитен кафич или кафана, ќе видите дека тоа многу често се конзумира, така што малку е лицемерно да едноставно јавноста е згрозена ако пратеникот Павле Богоевски нарачувал да речем и кокаин. Точно е дека тоа не е морално, точно е дека не е етички, дури не е ни законски, не личи. Во нормална држава не треба ни да се размислува за оставка кај дотичниот, но во нормална држава во Македонија, например, ако требаше да се случуваат оставки поред сите нормални етички норми кои владеат во нормалниот и функционалниот западен свет пред се, ќе имавме ние секојдневни оставки. Имаме министер за економија, каде што упорно медиумите го прашуваат за вработувањето на неговата сестра, дали има тука непотизам, тој упорно кажува дека неговата сестра понатаму ќе остане на работната позиција и негира сите институции кои го работат случајот да откријат дали има непотизам во вработувањето. Само давам еден пример, каде што ви кажувам дека во скандинавска земја членка на Европска унија, Канада, да речеме, Нов Зеланд и Австралија, каде што ќе имате примери од непотизам, од корупција, од ваков скандал, да речеме, инцидент да го наречем. Тие посрамотени сите тие функционери, при од претходната владеачка гарнитура, од оваа владеачка гарнитура, од сите изминати владеачки гарнитури во овие 27 години, ќе имавме оставка и потоа тие луѓе веројатно не би се занимавале воопшто со политика, со јавен живот, односно да бидат избрани или именувани јавни функционери. Кај нас упорно функционерите не сакаат да ретерираат. Сега, јас не знам како да се изразам, ама кај нас секој што влегол во политика и дошол, да речеме, на одредена функција, каде што таму носи мог, материјални и финансиски бенефиции, сладко име и таа власт ќе ја стиска до гроб, сега, така да се изразнам. Значи, ние немаме никаков морален интегритет, кредибилитет кај
кај нашите јавни функционери, затоа Македонија се наоѓа апропо на ова место каде што се наоѓа после 27 години од незината и сега независност. Само да нешто. задоврш. Да бевме ние нормална држава, ваквите луѓе кои ги запоседнуваат институциите на системот, кои се наоѓаат на јавни функции, би биле воопшто не би имале простор да може да влезат, да речеме, во политиката. Аутсайдери Out би of the биле, game. воопшто не би дошле да ги пополнуваат, да речеме, раководните структури во Македонија, а во Македонија обратно. Луѓе со чест, со морал, со интегритет и кредибилитет Настрана стојат. се на страна и не сакаат да влезат во политиката токму ради овие причини да не се го извалкаат својот образ и својот интегритет. Јас знам и вие знаете, верувам дека ние имаме голем број стручњаци во секоја фела и во секоја област во Македонија, во економија, во култура, во наука, во образование, каде што стручњаци стварно заслужуваат да ги пополнат тие институции да раководат. Само би додал, сега морално ли е, колку утре Павле треба да му го одзема имунитетот на Груевски? Само толку, не сакам дискусија. Да, тоа е- Морално ли е тоа? Да, тоа е Кога прашање. на својот пример немам ова. Тоа е Знаете ли што ќе им се врати сега од кампањата на Заев, што ќе им се врати? Метафората сидро. Сидрото не влечи напред, сидрото те влечи долу. Мира Дизел, Боро Малборо, Кирацовски биро за вработување. Тука да застанаме, Не ги решаваа на време. Сега они, знаеш како, се натрупува, тоа е снежна топка која се надолу кога Добро, оди од Костов, дрво. сакам да ве прашам за тоа. Знаете, како самиот кажавте, искусни сте доста и во кампањите, и имате и инсайдерски информации како функционира политиката кај нас. Повеќе првото отколку второто. Имате, Да. вие, да, имавте. Не знам дали се Не мора да значи дека немам сега, ама повеќе е првото. Но зошто еве според вас што мислите, вие не може да знаете, нели? Да. Што мислите? Зошто премиерот Заев навреме не расчисти со овие афери? Ја спомнавте пратеничката Мира, така наречена Дизел, еве и со Кирацовски, еве ова е најнова со Богоевски, па и сите други овие коруптивни афери со непотизам. Зошто мислите дека премиерот Заев не реагираше на време, туку он избира друга пиар стратегија, нели, да ги заташка, да поминат, и така натаму? Мислите ли дека нема доволно политичка сила да го направи тоа? Не. Или дека едноставно ја бира на овој начин да го? Ти што ме познава ќе рече, сега убаво ќе му се истори сотир на Заев. Не, се ќе се обидам оноко колку можем да го оправдам. Али ќе сватат и меѓу редови некои луѓе. Видите вака, 2,5 години Зоран Заев не е во Македонија, немај буквално да ме сватите. Значи, договори и спорача меѓународни, целта што ја имаше, таргетот ја оствари на меѓународната. Во меѓувреме во дворот му се случува. И сега не е навреда кога мачката ја нема, македонски е лошо да употребува, српски е боле, мишовите ја водат работата во куќава. И тоа некако му се напластуваше. Улогата на генералниот секретар, кој треба да е врутокот, срцето, крвотокот на партијата, подпредседателите тука затаила. Тие треба, не мора само Заев да одлучува во партијата и да екзекутира, па таму има ли му судна морална чесли или некоја кадрска политика за како за именување, така и за разрешување. Значи, предолго беше одсутен и сега отеднаш, кога јавноста не ја занима веќе во Брисел што се случува, ќе ни дадат или нема да ни дадат, еве во јуни ќе разбереме датум за преговори. И сега отеднаш, ако се решаваа, ќе имаше 1-2 проблеми. Не се решаваа, сега има 20-30 проблеми. Не претерувам со бројката. Ами што правиме? Кој е крив Груевски што замина од државата? Не велам избега, тврдам не е бегалец, легално си доби статус на политички прогонуван и легално престојува во Маđarска. Најавија дека за 1-2-3 недели ќе добиеме месеци и година ќе помине, ние немаме одговор. Што правиме со прислушувањето на обвинителите и на судиите? Грозно. Не знаеш сега да ги браниш ако ги прислушувале или да ги кудиш што дозволиле да ги прислушуват. Немаме резултати од тоа. И сега да не вадам убиствата и ово и оно. Еве го мојот одговор. Му се напласти многу и знаете како е, кога ќе дојдете дома 29 пред крајот на месецот, имате повеќе деца, еве, кај мене се 5 деца и едно бара ова, едно и вака правиш. Како да се снајдам се, кому што да му дадам.
2 дена има за решавање на случај, треба да уплатиш у нешто ово, она, правам нешто похумана споредба, не сакам со нешто градо да направам споредба. Значи, тешко му е сега. Катастрофално ќе сгреши ако пак става пепел или под тепихот. Мора еден по еден случаевите, колку и да се болни да ги реши, јавноста многу поќе го цене, вклучително и мојата маленкост, кој важен за критичар на премиерот. Не. Тој е храбар, тој знае да преземе потези, ама дека не испорачува реформи, прв сум да кажам дека не испорачува, и нека си го среди дворот. Немојте сега, ќе почнат они да се припокуваат, те дуи му дава, не му дава. Не, ти во твојот двор прво среди си во партијата, па во владата. Ако тоа го направат, ја мислам имат шанси нешто да направат. Пошто видите, не е година и пол. Ако земете дека е техничка влада, бидејќи ја едно знам, историјата кажува СДСМ не дава превремени парламентарни избори, ја частам ако дадат, нема да дадат. Ако земеме 3-4 месеца одиме во техничка влада, 2 месеца подготовка дали јас или сеја премиер, ние имаме неполна година до крајот на мандатот. Кога ќе вршиме реформи, кога ќе ги решаваме горешките проблеми, што повеќе колегата кажуваше што сака обичниот граѓанин. Каде е социјалната, каде е економијата, каде е стопанството. Малку време, малку време. Добро, ние мораме да направиме кратка пауза за реклами. Брзо се враќаме во студиото, вие останете со нас.